Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг по состанокот на лидерите на Алијансата во Брисел изјави дека американскиот председател Доналд Трамп бил јасен во неговата посветеност за одбраната на Европа. На овој состанок е решено Алијансата да се вклучи во коалицијата која се бори против екстремистите на Исламската држава. Генералниот секретар Столтенберг прецизира дека тоа не значи оти НАТО, чии членки поединачно веќе учествуваат во коалицијата, како организација борбено ќе учествува во справувањето со исламските терористи. Тука пред се станува збор за значително поголема воздушна и разузнавачка подршка на тие напори. Исто така е договорено сите членки да го зголемат издвојувањето за буџетот на НАТО. Решено е, како што изјави Столтенберг, земјите да утврдат национални планови за вложување во одбраната. Several NATO allies also expressed that we have to invest in defense not just to please the United States, but we have to invest in European defense because it is in our own interest to do so. Претходно американскиот председател Доналд Трамп го повтори барањето за пофер распределба на трошоците за НАТО. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. Лани Трамп се закани дека ќе се откаже од американските сојузници во Европа доколку не ги исполнуваат финансиските обврски спрема НАТО. Тоа вознемири некои земји кои граничат со Русија и кои страхуваат од намерите на Москва. Шефот на НАТО Столтенберг во врска со се попродорната политика на Русија изјави дека НАТО останува на политиката на засилување на моќта на одвраќање, но истовремено ќе се стреми кон диалог со Москва. Во меѓувреме на социјалните мрежи се прошири видеото кога Доналд Трамп го поттурнува премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ за да застане прв за време на групната фотографија на самитот на НАТО во Брисел. Дел од медиумите на Балканот тоа го проследија со Америка на прво место. Тоа воопшто не го регистрирав, само видов реакции во врска со тоа на социјалните мрежи, рече Марковиќ, додавајќи дека ја искористил можноста да му се заблагодари на председателот Трамп за поддршката на членството на Црна Гора во НАТО.